А во продолжение, односно повеќе на самиот крај од емисијата, ќе имаме една своевидна мини предпромоција на промоцијата, која што ќе се одржи вечерва на новиот албум на групата Баклава. Ирена ја имаме на линк, која што ќе разговара со вокалистката на Баклава, Елена. Ирена, добро утро. Поточно добро утро до двете. Добро утро, Искра. Еве голем поздрав до тебе и голем поздрав до сите наши гледачи. Ова утро првото утринско кафе го пијам во прекрасно друштво на Елена Христова, Елена Баклава, која што вечерва во 20 часот и 30 минути го промовира својот најнов соло албум, насловен како Јоруклук. Елена Баклава ова утро е заедно со мене. Тука сме на лице место во култното бифе Тафталиџе и вечерва сме, односно утрово сме да најавиме што е она што ќе се случува вечерва во 20 часот и 30 минути. Елена, добро утро. Добро Честитки прво за овој ваш најнов албум, Јоруклук, винил и CD. Сега албумот носи на вистина интересно име, Јоруклук. Зошто токму Јоруклук и од каде инспирацијата за сите овие, мислам дека 8 или 9 композиции кои што се најнови и кои што ќе бидат вечер промовирани? Јоруклук има повеќе димензии, може да се гледа на повеќе нивоа. Во принцип значи номадизам, значи едно позитивно скитање, како физички, така и духовно. Некако се поистоветувам и јас со тоа име и со приказната по која што трагам со години, тоест ги истражував јоруците од Македонија, од источна Македонија, од Радовишкиот крај, од Валандовскиот крај и така натаму. Веќе со години, значи некаде тоа моје истражување почна 2010-2011 и од тогаш натаму толку многу би се инспирирав од нивниот начин на битисување, на живење, од нивната филозофија, од нивната екзотика, што некако тоа стана дел од мене и го преточи во своја музика, своја визија, своја инспирација, своја експресија. Така. Од сето тоа, од она што го истражувавте, произлезе и вашиот најнов соло албум, насловен како Јоруклук, винил, нели, и CD исто така. Има, колку што гледам, 9 песни, можеме да ги прочитаме, полека само да не... Да ја покажам плочата, пошто тоест винилот, пошто ми е многу убав. И кој што е реткост веќе во ова време. Реткост. Да, се пофалам дека имам вакво убаво чедо, си го нарекувам. Вечерва кој сака може да дојде и да го слушне и да си го набави и така натаму. Инаку, ова е дизајнот на Дивна Пешич Грозданов. Преубав дизајн, не можеше да добие поубав дизајн овој албум. Тука се наоѓаат 9 композиции, кои што се на турски, на англиски и на македонски. Бајрак или знаме, узум или грозје. Ке ги кажувам само македонските, за да не трае бибер, елиф, камбер, рж, змија, мурадије и сино. Тоа се номерите кои што се наоѓаат. Истото тоа го имаме нели овде и на CD-то. Вечер ќе биде официјалната промоција овде во бифе Тафталиџе. Да дадеме една покана. Влезот е отворен, кој сака може да дојде и да присуствува, нели? Да, кој сака може да дојде, може да присуствува, ќе присуствувате на една специфична досега не направен начин на промоција, да. Ќе може да ја слушнете комплетно приказната што имам да ви ја кажам во врска со настанувањето на албумот. Ќе уживаме, ќе прославиме заедно и така натаму тоа би било. Дали ќе пеете во живо или ќе се слушаат овие композиции на грамофон, бидејќи веќе гледам дека овдека и подготвено се за вечер? Се разбира дека ќе се слушаат на грамофон, пред се ова е слушачка промоција, ќе се слушаат на сите медиуми на кои што е издадена, значи имаме дигитално издание, имаме CD и имаме винил издание. Секако во некој спонтан момент можеби ќе запеам, меѓутоа тоа е веќе
Спонтан. Да, вечер. да, да, да. Така. Да. Елена, вие сте фронтмен или вокал во групата Баклава. Ова е, меѓутоа, како солистички албум, ова е ваше дело, така? Сама го работите. Каква ви беше поддршката, да кажам? Знам дека сама се изборивте, сама го правевте сето ова. Имавте ли поддршка од некого или сето тоа сама го изработите? Во однос на снимањето на албумот имав поддршка од Министерството за култура. Голема благодарност до нив. А во однос на целата продукција, тоа е, да, сама и со се она што ти дава Бог всушност онака. Значи, како една жена, успешно се изборивте, сепак да излезе вашиот соло албум Јоруклук. Кажавте дека е на 3 јазици, така? Албумот е на 3 јазици. Всушност, ќе слушнете еден автентичен турски јазик од ова подрачје на Македонија, кој што го зборуваат јоруците. Нема да откриам повеќе од сето тоа, сепак дојдете и ќе видите. Тоа е, сметам дека направив еден пионерски оригинален дел на еден нов пристап на музицирање и создавање на нова музика, тоест од истражувачкиот дел, од ништо да создадеш нешто свое, односно да пресоздадеш. Колку време работевте на подготовка на албумот? Па колку време, значи 15 на години е целиот процес на создавање на овој албум и се уште се создава. Сега го одвојувам од себе, тоа е навистина еден специфичен момент, така доста емотивен, каде што треба го споделам со публиката.